Беше еден од главните приоритети на владата на Зоран Заев, кој требаше да ја револуционализира употребата на марихуаната во медицински цели, да не направи модерна и напредна држава и на крајот дури и да донесе милиони евра во економијата. Но наместо сето ова, самиот систем бил така поставен што Македонија ја претвори во наркодржава која повеќе наликува на Колумбија од 80-тите години од минатиот век, отколку на европска држава, налик на Холандија. Наместо производство на медицински канабис кој требаше да им помогне на граѓаните, посебно на тие со тешки болести, се отворија вратите за сериозни злоупотреби, од кои резултатот се запленетите 40 тони марихуана, количина која можно да се зголеми најмалку двојно. Токму во периодот кога Заев ја туркаше легализацијата како економска шанса, бројот на фирми со лиценци за одгледување нагло порасна. Во 2021 и 2022 година се регистрираат најмногу компании, а државата без доволна контрола дозволуваше ширење на плантажи, често без јасен трак каде завршува произведениот канабис. Според медиумите, но и денешната владеачка партија, многу од овие фирми се поврзани на еден или друг начин токму со семејството Заеви. И да обезбедиме декриминализација и депенализација на канабисот за мали количини за лична употреба. Бидејќи точно е тоа што го зборуваат активистите од граѓанскиот сектор. Не е во ред некој да оди во затвор затоа што користел половина грам природен канабис за лична употреба, во време кога веќе насекаде низ светот оваа билка станува легална и за медицинска и за економска дејност. Но наместо легализација, за што се залага издруженијето Билк, адвокатот Јанаки Митровски вели дека во обидите за измени во законот имало сериозни индиции за фаворизирање на поединци. Сите измени, два пати имаше обид, и тоа последниот пат беше на минута пред избори, пред да се распушти парламентот, 2020 изборите, тогашното владеачко мнозинство на СДСМ се обиде да протурка измени скандалозни, 1.000.000 евра за лиценца, гаранција не баре казино, секакви услови за да може да го, по моје мислење, да го отежни, односно да ја исчисти конкуренцијата и само една фамилија се знае на која алудирам да може да се занимава со тој бизнис. По серијата претреси, заплени и сомнежи за шверц на марихуана во регионот, прашањето повторно се отвори. Дали проектот најавуван како револуционерен, кој требаше да донесе приходи, работни места и медицинска корист, всушност ја стави Македонија во центарот на балканскиот наркопазар.